Здраво, Македонија! Петочки ќе ви кажам дека направив нешто што не го планирав, но новите планови ми ги скрои Центарот за комуникации на СДС, кој откако си го нарекоа својот Петре Шилегов Вамаровчишче, реши Пете да му ја изгледам емисијата во која гостуваше. Топ тема на Телма со Боби Христов, за да го видам овој новопечен војвода. Дали навистина може од денес да го нарекувам брату, наместо како што досега го нарекуваа друже, овие кои денес го плукаат, затоа што направи страшен ерес. Не се согласи со централата. Подсетување на овие моменти. Петто колонаши соработници на власта поради лични интереси, платени или уценети. Вака Филипче ги коментираше последните критики упатени на негова сметка и на раководството на СДСМ, од поранешниот скопски градоначалник Петре Шилегов и поранешниот директор на ТИРС Јован Деспотовски. Шилегов синоќа во ТВ интервју побара оставка од Филипче и најави дека по конгресот лидерот ќе се соочи со незадоволство од половина од пратеничката група и од неколку градоначалници, бидејќи како што партијата била сведена на трета во Македонија и петта во Скопје. И затоа што станува збор за луѓе кои што се или уценети, или се купени. И тоа е суштината. Мора да знаете дека овој момент, кога трае и се повеќе ќе се засилува оваа опозицијска борба за доброто на државата, за да не бидеме во изолација, како што не ставаат ВМРО и ЗНАМ, тогаш тие што одработуваат за нив, не се ништо друго освен колаборационисти. Да преведам, ако критикувате кон Филипче, вие сте против државата, бидејќи тој е за доброто на државата, а вие кои сте против него, сте против доброто на државата и сте соработници со окупаторот. Уште малку. Сега повторно на удар е Петре Шилегов. Критиките кон раководството предводено од Венко Филипче беа причина СДСМ преку соопштенија да го нападне поранешниот градоначалник на Скопје. Ова за СДСМ беше повод да упатат лични навреди кон Шилегов, обвинувајќи го дека работел за ВМРО ДПМНЕ. Тоа веќе на сите им е јасно. Не се знае само дали Шилегов е уценет или купен, имајќи ги предвид неговите склоности, пороци, приватните слабости и долгови. Предавството на Шилегов на собствената партија и на членовите на СДСМ е очекувано, како што впрочем најави и председателот Филипче. Што сакате да кажете бе? Дека ние ВМРО-вците имаме пороци, слабости и долгови? Какви прикриени навреди, боже. Не се, и за Шилегов и за Деспотовски важи она што деновиве е максима на бихачка. Ако изразиш јавно став или прашаш нешто што не е допадливо за Цезарот од СДС, ти си ВМРО-вец. И јебига, ме заинтригира како Петре Шилегов стана ВМРО-вец, па морав да го изгледам целото интервју. Одиме со ред. Кој врши сега самоубиство со умисла? Мислам дека актуалното раководство врши самоубиство на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа би било убиство. Па ако сте раководител на СДСМ и го убивате СДСМ, тоа е самоубиство на Социјалдемократскиот сојуз. Оваа моја изјава во таа форма беше дадена после неколку средби со актуелниот председател господинот Филипче во Социјалдемократскиот сојуз, во кој што јас овие ставови кои што сега ги презентирам пред вас и пред јавноста, со него ги разговарав на два пати во средби што траја повеќе од 3 часови, во кои што се, да кажам, убедувавме и разговаравме со аргументи за потребата од промени на политиката и промени во раководството. Затоа што да излезете после дебакалот изборен на локалните избори, каде што на листите имаме околу 100.000 гласови, бидејќи излегува со податок 135, ама Скопје го броја два пати и за општините и за Советот на град Скопје. Значи околу 100.000 гласови, тоа е во Македонија за голема партија како што е Социјалдемократскиот сојуз екзистенцијален минимум. Стварно е безобразен. Венко, Арно го наплюва дека е ВМРО-вчиште. Како бе вака ќе кажува дека гласовите на избори биле на граница на политичка смрт? Ано, кажи му Мори како модерен социјалдемократ гледа на изборите? После интензивна кампања, срекни сме со резултатите. За потоа да уследи... на избориве што се случува? Како не е потоп? Не, зашто потоп?
Ја кажувам нашата перспектива, а нашата перспектива е дека ова е супер за нас, ама лошо за ВМРО. Затоа што Супер за ВМРО вас, лошо за ВМРО, вие да. губите, ВМРО ДПМН не победува, Па не е више баш нема така, логика. не е така. Ние имаме нагорен тренд. Јас стварно мислам дека ова е успех. Избори, чекајте. Да. Резултативе ви се успех. Да, резултатите ги сметам за успех, да. Да. Чекајте, уште еднаш. Да, овие резултати јас ги сметам за успех. Ај дајте ми Од мапата ме молам. повеќе причини. Па како? Секогаш човек треба да биде позитивен, со радост и оптимизам да гледа на животот. Венко, не ти треба ваков резигниран човек во партија ко Петрета. Исклучи го, мани го, тој ќе се дрзнува да каже нешто спротивно од насоките на Фил Ип Чунг. Хоштаплеришче едно. Да водите и да креирате политики во континуитет на определена групација на луѓе, каде што сега е актуелната оваа која што е, кои што ќе го доведат СДСМ до ниво на стотина илјади гласови, тоа значи дека вие свесно ја водите партијата во незино исчезнување. И тоа беа разговорите кои што ги разговаравме, бев убедуван дека тоа се добри резултати. Па добри се, не добри, одлични се, успех. 6 освоени градоначалнички места наспроти само 56 за ВМРО. Да не се ова лоши резултати, добри се за ВМРО. Ама тој тебе те обвинува дека ти си бил ВМРО-вецот на масата, бидејќи за тебе, Петре, овие резултати на СДСМ не ти се добри. Срамота. Диос мио, ке серија сапуњара еспањола. Јас се извинувам, пета партија во Скопје. Трета во Куманово, трета во Штип, трета во Велес, трета во Прилеп, трета во Битола. И некој да ве убедува дека тоа се навистина фантастични резултати. Па фантастични се. Трета ваму, трета таму, трета онаму. Сама по себе СДС ке се наметне како третата опција која македонците очекуваат одамна. Кој ве врти? Левица. Вие сега сте си втора опција. А што сега народот? Народот сака трета опција, нели? И СДС сега ќе си биде таа трета опција. Тоа е големата стратегија на Филипче. Тоа е страшно добриот план на СДС. Шилегов од завидлък зборува вака. Криво му е што тој не е дел од овој успешен СДС. Не можете да барате одговорност од сите околу себе, а вие сте тој што сте ги номинирале луѓето што го доживеат тој изборен дебакл. И сте ги креирале политиките кои што јавноста не ги препознава. И сега граѓаните се криви, кандидатите за градоначалници се криви, не знам кој све не е крив, ама највисокото раководство, тие неколку луѓе не се никако криви. Тоа е за мене неприфатлив стандард во политиката. Ма дај, каков дебакал, чуече. Љубоморен ти е, Венко, не го слушај. Нормално дека ти не си крив за градоначалниците кои ти ги бираш и за политиките кои ги тера СДС. И убаво правиш. Сите кои ќе ти се спротистават и ќе ти искритикуваат, веднаш да станат зли ВМРО-вци. Браво! Секое прашање од новинар кој нема да се допадне, наречи го ВМРО-вска пропаганда како што правиш. Браво! Сите се виновни, освен ти. Бидејќи така и во фудбалот знаеме. Кога една екипа ќе има лоша серија, многу порази, големи порази, што се прави? Се менува тренерот? Не бе, сите играчи се менуваат, само тренерот останува. Мислам, јасно е, нема што повеќе да се објаснува, разоткриени сте, што би рекле вие. Која е таа групација и кој и помогне на таа групација прво да направи статут со двојни стандарди. Од една страна еден високодемократски механизам за избор на лидер на непосредни избори, а од друга страна многу внатрешни механизми за султан партија. Леле, Боби бе. Не требаше вака. Треба бе малку поумерено. Помисли како се чувствуваат тие за кои зборуваш. Како така султан партија ги нарече бе, Боби. Па Венче одма ке те тури во соопштение. Ке станеш ВМРО-вчиште на стари години кој шири токсични тези, ВМРО-вска пропаганда. Боби бе. Маки наши. Добро име ја, кајде. Добре дојде во клубот. Еве, денови бе. Денеска слушаме дека Социјалдемократскиот сојуз немало да го поддржи проектот Safe City. Кој орган на СДСМ ја донесе таа одлука? Кога беше донесена таа одлука? Па денеска биде соопштена македонската јавност.
Види, реално сега да се избориме. Како партија која не го почитуваше референдумот во 2018 против промена на име, ова е малку храбра изјава. Ама, окей, ти си човек со пороци и долгови и слабости, како што рекоа од СДС, бидејќи само таков човек може да си дозволи да го валка името на преподобниот Венцислаус фон дер Клајне Филипсдорф. Доста со таа ВМРО-вска пропаганда, те молам. Ке не има човек во пресна, Венко, сите нас. Проблеми ке ни направиш. Најразумно на свет. Вие да го сведете Социјалдемократскиот сојуз на 100.000 гласови, да бидете петта партија во Скопје, вашиот кандидат за градоначелник да не влезе во вториот круг и вие да излезете со теза дека тоа е одличен резултат и дека ВМРО-ДПМН е паѓа, патем кажано ВМРО-ДПМН е главниот политички противник на Социјалдемократскиот сојуз и мој. Во политичка смисла зборувам. За да тука немаме дилеми околу одговорите. Нема да ги збуниш со ова. Те прочита што сакаш да направиш. Демек го напаѓаш ВМРО, а уствари го напаѓаш СДС. И покрај големиот успех кој го постигна петта партија во Скопје. Па сето тоа беше планирано, чуеш? Планирано беше петта. Како не ги прочита сигналите од лидерот? Него? Што мислиш? Ајде петка сите. И петка на крај. Мисли, случајно беа петти во Скопје? Се си беше по план, човек. Чуеш. А ти може да пукнеш, како што викаше Заев, што не беше дел од тој голем успех. Па, ајде, пукај. Ама совршено никаква дилема. Она во кое што јас сум убеден, со вакво ВМРО-ДПМН, како што го имаме во моментов, што владее со државата, ако ние успееме во рок од 2 месеца да се консолидираме на следните редовни парламентарни избори, ќе го поразиме. Чекај сега. И сега ние испуштаме таа можност заради определени лични каприци на определена мала групација на луѓе, кои што ги монополизираа носењето на политички одлуки. Нормално, мораше малце и малски кураж да даде, дека ако тој и кој да се тие неговите ја преземат СДС за 2 месеца секе е цакум-пакум и после тоа паѓа ВМРО. Покрај тоа што е несвојствено, овој кој го цртаат за ВМРО-вски уценет платеник да прави вакви шеги на сметка на ВМРО, сепак кажаново повеќе го погодува лидерот Фенко, сигурен сум, што не е окей од стари другари. Си помислил ли бе човек овие зборови како прават Филипче да се чувствува? Можете ли да замислите како ние се чувствуваме? Не можат, друже, мани ги. Само олајаваат нешто. ВМРО-вчишча. И тоа ќе го повторам, ако дојде до брза промена на раководењето со СДСМ и креирањето на вакви погубни политики како до сега, во наредните неколку месеци, јас ви гарантирам дека на редовните парламентарни избори Социјалдемократскиот сојуз ваквото неспособно ВМРО-ДПМН ќе го победи. Сега мислам дека разбирам. Шилегов го критикува Филипче, па СДС вели дека Шилегов е порочен, задолжен, слабак и ВМРО-вски соработник, а ВМРО би го поддржало сигурно Шилегов. Зошто? За СДС да е посилно. Зошто? За да победи на избори, бидејќи ВМРО сака да губи избори и не може да ги губи од Филипче, па мора за таа операција да го активира својот СДСовски инсайдер Петре Шилегов. Се што кажа Венко на вистина се остварува, бе мамата. Ептен прониклив испадна човеков. Со ваква неспособна власт како што имаме во моментов, едноставно нити граѓаните, нити државата ја заслужува оваа власт. Меѓутоа, уште по-неспособниот СДСМ нити покажува желба, односно некакво лажно фингирање сега пред Конгрес, да покаже проактивна политика, да креира политики кои што ќе ги стави на лепезата на избор на граѓаните и што ќе го направи субјект. Повторно ви велам, зборуваме со СДСМ кој што се тепа за 3-то место на македонската политичка сцена. Не го знаем тоа. Но го знаеме тоа. Не, ама вие 3 пати повтори досега дека власта била неспособна, ама истовремено критикува кон СДС. Чаре, пиши дека е ВМРО-вец кој сака да го сруши успешниот СДС. Чиста работа. Што со идеолошката обезличеност на СДСМ за која, кога ќе ги дознаеме имињата, ќе можеме веројатно да им допишеме до името на секого на делот тие, да бидам покоректен, колкав е нивниот
процентуален внес во таквата состава. Затоа што тоа обезличување не треба од вчера. Затоа што вие никогаш не сте знаеле да изолирате порез. Која е различната матрица или платформа? Каде се загуби социјалдемократијата во СДСМ и каде ќе ја врати? Боби братубе, какви се сега овие тешки зборови? Сакаш да те има над зидот на срамот на СДСМ, меѓу токсичните наслови кои ќе бидат пријавени и во ЕУ од страна на Филипче. Па помисли брати мајко му, ако Шилегов не може, како се чувствуваат на Бихачка кога слушаат вакви работи? Срамота. Кога ова го најавивте, добивте жесток одговор од Венко Филипче. Оценката беше дека работите и одработувате за ВМРО ДПМН, дека имате, дека не ви замеруваат затоа што имате долгови кои што треба да ги одработите. Јас се уште мислам дека со Венко сме другари. А ќе му правите пуч? Без оглед на квалификациите. Знаете како? Ова е јако парче. Венко Петрета го нарекува ВМРО-вски платен човек. Петре вели, мислам дека сме се уште другари со Венко, а Боби вели, ќе му правите пуч на вашиот другар. Спектакл. Особено во македонската политика. Јас сум бил сериозно активен и тоа го имам осетено на своја кожа. Кога ќе ги оставите луѓето интелектуално и политички инфериорни, они одат на стариот правен метод, идете на лична дискредитација. Кога немате што да спротивставите на аргументите за кои што разговараме, вие викате остете го овој ВМРО-ец. Петре Шилегов одработува за ВМРО ДПМН. Кого убедуваме во што? Чекате, вака една работа. Кој е интелектуално инфериорниот тука? Па, актуелниот председател е политички интелектуално инфериорен за тезите за внатре партиските промени. Кога немате аргументи да се спротивставите, ви идете, ќе зборите дека Шилегов работел за ВМРО ДПМН. Јас се извинувам. Не се извинувај бе. Војвода не се извинува. Удри по масата. Јас ги објавува бомбите, ги објавува криминалните шеми на ВМРО ДПМН. Венко Филипче се сликаше со Груевски Тодоров. Сите болести ќе ги прележат, само таа да се прави бабарога од ВМРО никогаш нема да ја прележат. Животиште. Најчесто беше Шилегов е пијандура. Не сум свесен за тоа. Зошто? Кога не можете што да му одговорите на Шилегов во тезите, тогаш го дискредитирате лично. Зошто? Шо ви е проблем да прифатите? Не знаете да ја раководите партијата. Вашето раководење на партијата ја доведе до екзистенцијален минимум, замини си од председател. Зошто да си замине? Кога може да каже дека ти си пијандура, задолжен, човек со слабости или што би рекле ВМРО-вски платеник. Уште неколку интервјуа и ќе станеш небањат, пусти Петре. Бре, што време дојде. Ајде, доста со СДСМовската опозиција. Малку власта на Бихачка нека проозбори да ги избалансираме, консолидираме редовите пред Конгресот. Следува блескаво издание на генсекот на СДС Александар Саша Димитриевиќ и одличната Душица Мрѓа. Но уште побитно за политиката, ако не критикуваш, тогаш си платеник на ВМРО ДПМН. На партијата која што се нуди да биде алтернатива на актуелната влада. Знам, Душице, знам. Така е, ама дај да го чуеме. Гостинот ке каже тој нешто умно. Сигурен сум. На 19 октомври СДСМ го заврши првиот изборен круг на локалните избори со 126.000 гласа. Вие бевте генерален секретар и шеф на изборниот штаб. 3 месеци потоа пуна фарса, како што дел од вашите сопартиција кажа, со таа колективна драма со оставки, па 90% враќање на функционерите и така натаму. Вас повторно Венко Филипче во воскресна на истата позиција. Ако во 2021 година со 237.000 гласа и со пораз на Петре Шилегов во вториот изборен круг за градоначалник на град Скопје,
А сега со само 126.000 гласа кои што се историски најниски во која постои СДСМ и со воопшто невлегување на СДСМ во вториот изборен круг, односно завршување како пета партија во град Скопје, тогаш премиер си поднесе оставка актуелен. Вака, кога ќе ве представам како генерален секретар, како и поранешен шеф на изборен штаб на овие избори, не ви е малку срам? Уф. Мене ми дојде така малку незгодно, малку срам за гостиното. Душице, во очекување на наредниот прес на СДС, на кој ќе се најдат и твоите токсични тези против државата, да ти посакам однапред. Добре дојде во клубот. Хеј, вечерва двајца нови членови кои се сигурно исто така вамровски платеници. Боби Христоф и Душица Мрѓа, заслепени од вамровските алтани, не го гледаат сјајот на Филипчевото СДС. Штета. Сметам дека имаме теми на кои што треба да ги поправиме, но имаме на многу места каде што бележиме и покачување од само пред една година на резултатите. Да, зрновци кривогаштани ги оставивте. Душице, имаш ли душа? Ова ќе им го кажете на делегатите во Сабот? На делегатите во Сабота дека не сте виновни. Никој не е виновен, граѓаните се виновни што не ве гласале. Видете, на делегатите во Сабота... Или ВМРО што правела притисоци, како што велите? Па ВМРО праеше притисоци, де факто, и ВМРО покажа како спроведува избори, и со подкуп, и со уцени, и со закани, и со користење на институциите. На делегатите во Сабота, ќе разговараме за извештајот од изборите, ќе разговараме за бројките и ќе разговараме за заклучоци кои што како партија треба да ги извлечеме. Каде сме покачиле со гласови, каде сме намалиле, каде сме имале реални проблеми. Народот е во право кога греши очигледно според ова што го зборуват. Не, видете, народот си каже и си избра. Тоа што си го избра го гледаме во изминативе месеци, како е избрано. Како да ви објаснам, не може никој да биде виновен, односно сите да бидат виновни, освен тие што биле главни во приказната. Вашиот лидер што сам себе си не дава оставка, си има мандат, нели, и така натаму. Има мандат и процесите во партијата се започнати. Вие, кои што сте биле шеф на изборен штаб, историски имате најголем пораз од која постои СДСМ, и си се враќате повторно на истата функција. Ах, какви се овие токсични тези, каков е овој притаен вамровски напад. Прво Телма, сега 24 вести, се е против нас. Што би рекол бендот со најсоодветно име за СДС во моментов, Куку Леле, како во вицот кога Мујо се возел на автопат во Германија и слуша на радио: "Внимание, ахтунг, ахтунг шофери, еден ненормален вози во спротивен правец", па искоментирал: "Еден, сите возат во спротивен правец." Од прилика така. Правиме одредени анализи каде е работата сгрешена и навистина што можеме во следниот период да поправиме во тие места. Вие верувате ова што го зборувате? Апсолутно да. Дека кривогаштани, Зрновци, Крива Паланка, Македонска Каменица, ние мораме да го Богданци. разгледуваме изборниот резултат во малце поширок контекст. 2013 беше Ранковци, сега е кривогаштани, така да тука сте нека. Па и Центаре, и Крива Паланка, и имаме. Имаме. Малу поче, што би рекол Емин брачетот Струга. Инаку брачетот зборуваше и за локалните избори на кои според нив имало големо сериозно нарушување на изборниот процес. Па новинарката го праша дали поднеле кривични пријави за истото. Еве одговор. И до Кривични пријави дали мисиите... имате поднесено против никога за нарушување на изборен процес? Не, во овој момент не. Заврши моментот. Изборите завршија. Циркус? Што знам? Може би, не чините работава ако во моментов пред телевизор гледате и си викате: дај врати на Шилегов, тие видеата беа поинтересни да ги гледаме. Мислам дека тие работи не се надминати, и една од причините, и кога разговаравме и за техничка влада, за сите тие потреби на контролни механизми, е и примерот на претходните локални избори. Сакате да кажете дека според вас треба да има техничка влада и на локални избори? Не, го дадов во истиот контекст, бидејќи видовме... Разбирам, да, тоа ви беше еден од аргументите зашто мислите дека не треба да се укине за парламентарни, да прашувам дали таа идеја ви е надградена и за локал. Не. Бидејќи ако имало толку нерегуларности, нели логички е техничка влада да има и за локални избори. Не, сега за сега остануваме на ставот дека техничка влада треба да има за парламентарни избори. Збуните завесу, спустио сам се. Вистинските членови и поддржувачи реагираа многу лошо на тие критики зашто не се издржани, затоа што станува збор за луѓе кои се или уценети или корумпирани.
И кога имаме силна опозицијска борба против власта, некои членовите на СДСМ застануваат во нивна одбрана. Зошто тие не ја критикуваат власта, туку се на нивна страна и обвинуваат зошто не сме биле на лидерски, зошто не сме го поддржале проектот Безбеден град. Тоа се прашања на ВМРО ДПМН и јас ќе ви ги поставам вечерва. И јас сум корумпирана и уценета од ВМРО ДПМН? Не, апсолутно. Истите прашања за лидерски, за безбеден, јас ќе ви ги поставам. Не, апсолутно, ама е недозволиво од некои бивши функционери на партијата да го имаат истиот меседж бокс кој што го има ДПМН. Ете олеснување. Новинарката смеела да ги постави прашањата кои биле сепак недозволиви да ги постават Шилегов и другите антифилипчевци. Значи, за сега, Душица Мрѓа останува надвор од таборот на ВМРО-вски платеници. Океј, да сме во тек. Кажува дека немаме проблем ние со луѓе што имаат различно мислење во партијата. Ние да не се доведеме да правиме замена на тези. Не, апсолутно. Немаме проблем со луѓе кои што имаат различно мислење во партијата. Ама имате проблем ако го зборат по телевизија. Нас процесите сите во партијата ни се такви да се отворени. Имаме проблем да го повторуваат меседж боксот на ДПМН одредени бивши Ама еве јас ги наши кажав, еве јас функционери. ги повторам тие прашања. Дали сум јас оценета од ВМРО ДПМН? Не, ама сега Немаме проблем со различни мислења. Ама не смеат да имаат мислење наши членови како што имаат мислење во ВМРО ДПМН. Ваков демократски капацитет ни Орвел нема видено. Значи, кога ВМРО ДПМН ќе донесе во најмала рака контраверзна, да не кажам скандалозна во одредени одредби резолуција во Собранието, вие велите се работи за Третиот рајх. И е цензура за опозиција. Да, апсолутно. Ама кога тоа вашите така беше. функционери ќе излезат јавно поранешни, да го критикуваат актуелното раководство, тогаш може цензура. Не е цензура. Така треба само дома да зборуваат, не на телевизија, Како е цензура ако ние повикуваме во рамки на партијата за доброто на партијата да се Ама не на дискутира? телевизија, не на Фејсбук, не на Ама нигде. на телевизија ние можеме различни мислења да имаме. Никој не го брани различното мислење. Никој не го забранува различното мислење во јавност. Никој. Освен овој дечко, 15 секунди пред да каже дека никој не го брани различното мислење во јавност. СДСМ мора да престане и членството на СДСМ, односно бивши функционери на СДСМ да ги вадат работите по кафани, по портали. Местото за дискусија е во рамки на органите на партијата. Што би рекле од Бихачка, сега се е јасно, разоткриени сте. А сега, пазете го ова. Нормално, доколку не реагираат соодветните институции, ќе го процесираме и ќе го однесеме се што како доказен материјал на платформата Мицко МК стигнува за Не мислите дека за малку сите тие работи. вулгарно да? Кој? Мицко МК? Не, Мицко МК е кратеница и кратенка од македонски информативен. Точно сега Мицко МК. Многу ме интересира како е целото име? Целото име? Добро, сега во моментов ќе ви го кажам. Затоа што било требало да биде Мицко МК, не требало да биде целото име да го запамтите. Не, Бидејќи вие го добро. промовиравте, затоа вас запрашувам, вие го промовиравте вебсајтот, така? Македонски истражувачки центар за корупција и организиран криминал, или скратено Мицко. Вебсајтот е една алатка која што ги надмина очекувањата. Знам што ви е вебсајтот, името ме интересира. Македонска? Добро, ќе ви го кажам, дека се сетам од текот на емисијата си. Добро. Ке се сетам, немам учено за денес, не повторив. Каква меморија, таква платформа за ловење скандали. Уште еднаш, во вар собата ќе ни ја пушта снимката кога новинарката Душица Мрѓа свати дека дечково поим нема што треба да каже. Врхунски. Не, Мицко МК е кратеница и кратенка од македонски информативен. Точно сега Мицко МК. Многу ме интересира како е целото име? Целото име? Добро, сега во моментов ќе ви го кажам. Македонски информативен. Точно сега Мицко МК. Многу ме интересира како е целото име? Требаше да и каже дека и ова е ВМРО-вска пропаганда, ваквото прашање, токсичен агол, и да не биде таа многу антидржавно расположена. Тоа е испробаната варијанта. За да нема соопштенија на сајт после Мрѓа против Македонија, како што има Алфа против Трамп и Бетмен против ЕУ. Ајде уште малку од овој калибар.
па ќе ви кажам, сите теми кои што... Останувате ли на ставот дека сите што беа таму поддржуваат криминал? Поддржуваат криминал? И ја легитимира оваа власт на начинот на... И сите сте криминалци, само вие не сте, така? Не, сега да не правиме замена на тези, ама апсолутно резултатот, па ќе ви кажам, од таа лидерска... Јас ќе ви кажам, утре ќе се гласа во собрание двутретински закон. За закон за прекршоци, без вашите забелешки, затоа што не бевте на масата и немавте амандмани. Ние нашите забелешки јавно ги кажуваме. И во сите изминати денови и вие ги знаете кои се нашите забелешки и пак ќе ги повторам. А како мислите преку воздух да стигнат вашите забелешки во законот? Ние ќе имаме сериозна дискусија. Ќе имате измени на законот, ќе предложите измена? Ќе имаме сериозна дискусија во делот на закон. Добро. Доста е, а? На паметниот секако му е доста. За крај, подсетување на една многу важна тема од која зависеше и иднината на Македонија. Мигранти за пари. Опозицијата објави петиција против прием на мигранти. Македонија да не стане периферија на Европа. Иницијативата на СДСМ е насловена како одбрана на Македонија, а повикот за мобилизација завршува со зборовите: време е за акција. Собирањето на потписи оди преку интернет на веб страницата peticija.mk, а целта е да се соберат 50.000 потписи. Ке покренеме за почеток иницијатива онлайн против ова. Ке следат и следни чекори. Ги повикувам сите граѓани. Помогнете да ја зачуваме нашата татковина. Помогнете да ја зачуваме безбедноста и иднината на Македонија. A few moments later. Видиш, на повикот да ја зачуваме Македонија, одговориле 2000 луѓе на онлайн петиција, а СДС планирале барем 50.000 да им се потпишат. Што значи тоа? Дека македонците не сакаме да ја зачуваме Македонија? Или дека не веруваме на приказните на СДС? Ако го помисливте второто, честитам, и вие сте ВМРО-ски платеник и антидржавен елемент, а анкетава сигурно била хакирана и затоа не успеала. Слично како што беше хакирани мисловниот процес на лидерот на СДСМ на Богојавление, денот кога сите во Охрид и низ Македонија се поздравувавме со Бог се јави. Океј, не баш сите. Ви благодарам на сите за присуството, го честитам големиот празник, Богојавление, Бог се роди, во моје лично име, во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Богојавление, Бог се роди. Дефокус, фейк ньюс, алфа, фейк ньюс. Бог се роди. Толку на темата. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со секогаш интересниот за слушање Петар Богоевски, лидерот на Македонски концепт. Ке биде интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Денес е петок, 23-тиот ден од јануари, имаме уште 45 дена до февруари и ќе искористиме оваа прилика да поразговараме со професор доктор или доцент доктор Петар Богоевски. Доцент дека биде. Од Македонски концепт. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер и благодарам на поканата. Кога ја видов сликата вчера дека си многу ослабен на Facebook, реков морам да го видам во живо човекот, дали е се окей. Шега на страна, секоја чест. Во живо личам исто така ослабен или не? Личиш, реално. Па последен пат гледав кога сме се виделе октомври минатата година. Да, за изборите. Што тренираш? Мислам, знам дека одиш во теретана, сум те гледал со тие како роботски на тебе што ги ставаш некои оклопи. Теретаната е додатен дел за да или оној класичен фитнес за да надокнадам изгубени тренинзи на ЕМАСа. Што е ЕМАСа? Електромагнетни стимулации. Тоа е фитнес под електрично оптегнување на мускулатурата. Цело време додека вежбаш имаш како да се поструен удар. Да, знам. Како на рехабилитација што ти става. Под струја, значи. Да, под струја. И е доста благотворно, помага за добро чувство, мотивира,
барем на мене ми направи да бидам редовен на тренинзи. Кој дел од денот го користиш за тоа? Прашувам за да споредам со мене. Јас имам дневна рутина, на тренинг. Омилени тренинзи ми беа наутро во 6 и 7. За жал тие тренинзи веќе не се возможни и сега се навечер во 7. Многу лош термин. Тоа ми е голема пречка. Како се чувствуваш после тренинг? Ти се расправа со луѓе или не? Јас сум во зен мод, така, кога ќе завршам со вежбање. После тренинг дали си забележал тоа, имам кај тебе, да кажам? исклучително позитивна енергија. И мислам тоа дека е дел од причината за човек да се посвети на физички активности на спорт, бидејќи исклучително делува позитивно врз секој, мислам, не само врз мене. На кој политичар од македонската политичка сцена би му препорачал задолжително да почне да тренира? Па не го спомнував долго време, а сега сакав и да направам една објава од кога го вратија во политика. Тоа е новиот, или тој што треба да биде нов председател на ДИК, Бојан Маричич, бидејќи он од европските фондови излезе со плюс 20 килограми и јас излегов со минус 20 килограми. Тоа веројатно левичар и десничар. Како десничарите гледаме на функциите, како гледаат левичарите на функциите. Они веројатно се поправаа доста, па би му препорачал ЕМС, ќе му дојде прекрасно. Добро. Имаме неколку теми на домашна сцена, ќе сакам да позборуваме малце со тебе на планетарно ниво, вака да направиме една анализа, твое видување, нешто имам фатено од она што го пишуваше изминатиот период, ама за почеток утре е закажан конгресот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во тој конгрес СДСМ влегува во еден чуден мод, во една чудна состојба, чудна според мене, во која што секој кој што малку противречи на нивните ставови, гледишта, официјални наративи, веднаш е етикетиран како ВМРО-вец, про-ВМРО-вец, ВМРО-вска пропаганда. Зборувам од новинари до нивни истакнати, до вчерашни побратими, членови и така натака. Па, како ја оценуваш состојбата во која што ова некогаш голема опозицијска партија ќе ја гради својата иднина од утре натака? Прашањето зошто сметам дека е релевантно, бидејќи исклучително е важно во секоја една држава да имаш солидна, здрава опозиција која што на крај на денот ќе ја предизвикува и власта да биде што подобро и да внимава колку што може повеќе на своето работи. Тоа би е на мене како огледално дежаву, бидејќи јас во мојот личен политички ангажман историјат имам една епизода од моите активности кога секоја активност или секоја изјава дадена различна од поранешното раководство на партијата каде што сум бил активист тогаш во тоа време, беше квалификувано како соработка со ЗАЕФ или СДСМ. Сега е обратно, само огледално. Меѓутоа и тогаш и денес ми сметаше мешање на другата страна. Дури се веќе го спомнавме Бојан, па се ќе ми извини, не дека го злоупотребувам, него со него беше вистина случката. Бевме заедно гости на ТВ21, кога јас, па замислете, во моје присуство, он си дозволи, тоа беше вице-премиер, ми се чини, он си дозволи, или министер за правда, не сум сигурен, си дозволи да ме толкува, односно да дава изјава во моје име. Зошто? Па тоа е истиот момент. Исто како денес, во име на овие бунтовници во СДСМ, си дозволуваат да даваат изјави провладини или владини личности. Добро. Ја не би си го дозволил тој луксус и не би давал воопшто ниту изјави во нивна заштита, подкрепа, ниту пак да ги напаѓам. Прво, принципиелно, како председател на друга партија, не сакам да се мешам во внатрешни работи во нивните партии, како што не сакам никој да се меша во мојата партија. Второ, сметам дека ќе им направам штета ако дадам било каков коментар за нивното действување, делување или оценка за тоа што го прават до сега. Дека ќе влезеш во наративот на СДС, дека да, има замешателство? во суштина
СДСМ загрижува, јас таква би дал една оценка, бидејќи секоја влада, одговорна власт, би била среќна ако има силна опозиција. Без опозиција владата станува послаба и почесто прави грешки. Така да СДСМ има и одговорност не само кон партиските работи, него и кон јавноста и општо кон државата, да биде сериозна опозиција за да биде вистински коректив на владата. Особено во ситуација кога ние во опозицијата имаме една радикална левица која шири идеи со кои се негира македонското постоење и македонскиот етнички идентитет, шири еден дефитизам општествен кој не носи во ситуации да ние сме дефанзивни не само внатрешно, туку надворешно политички кон светот и прави едни сериозни штети на меѓународниот имидж, репутација на Република Македонија, бидејќи во ова ситуација на глобални промени и брзи движења на светска политичка сцена, ако они се наметнат или се представуваат како алтернатива на актуелната влада, сите проценки на странските држави, на сериозните држави, вклучително на мултилатералните, мултинационалните институции и корпорации и инвестиции, се движат во насока со сериозен фактор ризик. Како во Србија, например, што им побегна Кушнер поради внатрешни превирања. Па, еве, ќе ви доловам пластично. И отиде во Албанија. Ако вие сте еден министер за надворешни работи на, не знам, Италија, и ако вашите проценки се дека може да се случи Македонија да падне во светот на радикалната левица, сите ваши проценки за Македонија ќе бидат негативни. И препораки, и планови, и не само евроинтеграцијски, него и билатерални. Или, ако сте едно ЦЕО на една компанија сериозна, која планира да вложи стотици милиони евра во Македонија, и ако оние што ги плаќате аналитичари или безбедносни, кои ви прават безбедносни ризици за вашата инвестиција, било од економска природа, било од друг тип на безбедносни ризици, секако дека ќе ви дадат еден негативен елаборат, една негативна студија, која после тоа ќе ги обескраби вас и вашиот борд на директори да донесете финална одлука да инвестирате во Република Македонија. И тоа е нешто кое мене многу сериозно ме загрижува, бидејќи ги забележувам и колегите професори кои работат на тие проценки, особено и на институции во НАТО земји членки, војни академии, други безбедносни институции од образовен или научно-истражувачки карактер. Сите тие прават негативни проценки за нас, бидејќи кај нас започнуваме да создаваме едно мнение, една сериозна подкрепа да даваат граѓаните на такви радикални или такви левичарски движења кои може да сериозно загрозат државноста на државата. И тоа не е воопшто за подценување и затоа и на некој начин сакав да се појавам повторно на телевизија, иако паузирав долго време од локалните избори навака. Значи те побара во прав момент. Па на некој начин да, еве сосема случајно и недоговорено, значи воопшто не фитнесот си го направи своето. Размислував да се јавам и на други некои емисии да се појавам, еве добро што се појавив на твојата емисија тука, бидејќи ова прашање мораме да го отвориме и мораме да го елаборираме сериозно за граѓаните да го разберат колку е тоа, не е тоа така, тоа е волунтаризам политички. А која партија од левицата мислиш дека го има тој капацитет воопшто? Предпоставувам ти алудираш на левица, која што па пред 2 недели 3 на лидерската се однесуваше многу подржавнички и конструктивно, отколку СДСМ која што последниве 2 месеци после локалните избори, барем во реториката,
оди што е можно порадикално. Видете, ние имаме и лажни десници. Добро. Еден таков лидер на една лажна десница уби дете. А не ги продаваше истите прикади што ги продава левица. Дури толку исти да го купија седиштето нивно како седиште на левица. Значи канцелариите што ги користеше за регистрација десница ги купи левица. Десна мислиш партијата? Десна или На десница? Палчо, така. Мислам дека беше десница. Добро, ама сега Друга мислам дека е десна. Две се тие. види. Билјана мислам дека е председател На на Палчо е десна, беше партијата десна. Не ама- знам точно како се вика. Чуј, не споредливи се. Мислам, И да речам, тие сите такви екстремистички пројави во општеството се популарни за јавноста, се согласувам, звучат револуционерно, но секогаш носат несреќа на народот. И тоа многу сериозни несреќи на народот. И тоа сето предпоставувам може да не доведе до ситуација да ние бидеме не само меѓународно изолирани, него внатрешно, домашно, да имаме недостаток на економски развој или текови во економијата и да паднеме во една рецесија, бидејќи никој не сака да инвестира. Ја не сакам да инвестирам во услови кога немам политичка стабилност и кога немам известност. Секој бизнисмен, секој инвеститор бара известност. Во секаква смисла. Даношна известност, институционална известност, секако политичка известност. Јас не мислам дека левица планира, сака или дека било кога ќе има моќ на одлучување на централно ниво, односно дека ќе биде дел од власт или пак клучен фактор во власт, ако фати некаков приклучок. Но просто не верувам, тоа е мој впечаток. На моите последни средби со група европски пратеници од европската десница, од реформаторите, бев запрашан токму за тоа. За левица. Да дадам оценка колкава е опасноста да во Македонија се мултиплицира радикалната левица и колкава е опасноста да тие структури во кои влегува и СДСМ секако, значи да не ги иземиме. Дали поради СДСМ е повеќе прашањето сакав да прашам? СДСМ си ги плаќа гревовите од претходното управување, нели? Меѓутоа нивниот наратив не често е различен од оној на Димитар Пасиев. Особено под низа прашања кои ги интересира нормалниот свет, јас го викам. Левица не пишала никогаш соопштенија Алфа против Трамп, Бетмен против ЕУ, Фрфљо, Мрфљо и така натака. Наративот на СДСМ е непрепознатлив од последниве. Па добро, ама левица поднесува тужби и се жали во суд и во обвинителство доколку му дадеш критика. Веројатно и после вечерашната емисија повторно Димче ќе ми пушти кривична пријава. Имаш веќе? Да, како не куп. За ова што го кажав до сега. Така да поведението им е исто. Зошто бе мајко му стара толку Тоа се влюбеници во тенка кожа? Тие се влюбеници во тоталитарни стилови на управување и на работење. Мислиш и Филипче дека е дел од мене... такво политичко милје, бидејќи сега така реагира на Шилегов, на деспотовски... Значи, како и да е недостатокот на култура за дискусија, за дебата, е и како тоталитарно поведение на личноста. Ако јас бегам во ваша емисија да ме поканите да бидам тука на дуел, со овие сите што ги спомнавме до сега во емисијата и со некои други, тоа зборува за мене. Не дали имам храброст или немам храброст да се соочам со некого, него зборува дали имам демократски капацитет во себе да ги судам аргументите. Не личниот хоминен нападите, тоа е лесно. Ја на секој можам да му најдам мана. Кој има коса, кој нема коса, кој има бела коса, кој има црна коса, кој има побелена брада или нема. И тоа го читам за мене редовно на адхоминен напади. Но никој не ги дискутира аргументите што ги изнесуваме во јавноста. Пример, сега јас дадов конкретен аргумент. Како влијаат
радикалните политички движења и подкрепата кој тие добиваат од македонската јавност на меѓународна и домашна сцена, Прашање, што не им само одговори? политичка и финансиска. Што им одговори на европратеници или пријатели од Европа, не е важно. Што им одговори кога те прашаа дали има можност Ги уверив дека радикалната левица во Македонија е лимитирана на поддршка од под 7 до максимални 10%, дека тоа никогаш нема да мултиплицира и дека тоа никогаш нема да донесе крајен резултат за апсолутно левичарска власт во земјава. Може би некои комбинации во кои ќе учествуваат разни коалиции, но никогаш нема тоа да биде нешто кое денес го гледаме во земји како за жал една Британија, каде што левичарската влада ја уништи таа држава. За жал. Кај нас што би значило тоа да се спојат СДС и Левица за да направат власт еден ден. Но што би било кога би било? Сакам да те прашам како спомна негирање на идентитетот или ослабување на идентитетот ако такви структури ете би имале пристап до власта. Зошто го мислиш тоа? Па тоа е градење на чувство, посебно кај младата генерација, на малодушност. Она наведната глава синко не ја сечи. Ама тоа кој влијае на тоа се? Не е само Ако вие имате политички, ако вие имате генерално политичката сцена на млад човек денес да гледа да чита соопштенија, за глава ќе се држи. Ако имате политичари, лидери, како Зоран Заев, кој не учеше дека треба да ја подсвиткаме кичмата, да ја свртиме едно 4 пати како завртка, како сега, како навоеден. Ако имаме политичари како Димче Пасиев кој ги учи младите дека не направил Тито во лабораторија и комунизмот, а ние не сме постоеле. И според него антикомунизмот е антимакедонизмот. Тоа го нема директно кажано. Директно кажано, вака со овие зборови. И јас на тоа реагирав со реус. И ако не имаме... зборувам за дека Тито не направил, иначе антикомунизам, антимакедонизам, тоа го знам. Буквално дека Тито не направил, секој ден го повторуваат. И ако истото го слушаме од Бугарија, од Костадин Костадинов, од Радев, од тој официјален став на Бугарија. Ако истото го слушаме од низа руски дипломати и политичари. Ако истото го слушаме од српски шовинисти, етношовинисти кои се посебно активни во последниот период и снимаат веќе рилсови по македонските цркви и манастири, како сме ние изгубено српско племе и мало србијанци или јужно србијанци и така натака. Прати ми некој да зирнам оние филмова. Ќе ти пратам, да, имаме нови сега, десетици снимено рилсови и се чудам кој тоа им ги дава клучевите од македонските цркви и манастири од МПЦ за тоа да се снима од братските српски телевизии. Бас сакав да го прашам архиепископот Стефан кој тоа го дозволува во Македонија. И ако тоа сето ние го имаме, го емитуваме во етерот, ние сериозно самите како киселина си го подгризуваме, си го јадиме нашиот идентитет и етничко достоинство. И тоа го правиме децении наназад. И вината не може да ја бараме во генерациите кои или го потрошиле животот во таква малодушност, или доаѓаат генерации со таква малодушност. Јас сум посебно среќен што младите се имуни на тоа и што младите самите даваат отпор на тоа, без нас да не чекаат да им дадеме насоки како тоа да го прават. И младите генерации се апсолутно похрабри, по-горди етнички, по-определени национално, по-патриотски се држат. Тоа веројатно секојаш е така, кога има слаба генерација, посилни генерации доаѓаат после неја. И она позната поговорка, тешки времиња креираат силни луѓе, силни така луѓе. Така е веројатно. Добри времиња, слаби луѓе, тешки времиња. Буквално така доаѓа и веројатно доаѓаат се нови посилни генерации македонски, што вака ми дава еден спокој. Ги исчеличи Заев и Таче и Све што се случува уназад 30 кусур години, пред тоа што се случувало, имаме една последна неспособна крајно југословенска генерација која уништи две држави и за малце ќе уништија комплетно и Македонија, ја уништија комплетно Југославија, нели? Таа е она разгалена, тотално неспособна југословенска генерација која се уште не убедува дека треба да бидеме мивки, змеќари.
која не свати дека во нив е проблемот, а не во нас. Значи не е проблемот во гордоста и отпорот на мојата генерација, туку проблемот е во мизеријата на мојата претходна генерација. И така некако тоа се обидувам јас и преку социјални мрежи, преку медиуми да го објаснувам, бидејќи пак ќе се вратам на тоа дека тоа не нагризува како киселина и тоа сакаме да порасне еден човек, а му даваме да пие киселина. Тоа не може. Прво на младите ти е примарен фокус да им се обрекаш, зборувам како претседател на Македонски концерт. Да. Каква стратегија имаш во однос на тоа? Го адаптираш речникот, третираш теми што сметаш дека се дел од нивниот свет за да ги регистрираат, или па го адаптираш јазикот? Дали избувливоста, што забележлива е во коментари на Facebook, кај тебе е намерна за да привлечиш внимание кај помлада популација, или па тоа едноставно си е дел од карактерот која некој ќе те извади од колосек? Не, јас по карактер сум многу трпелив и многу простувам. И тоа даде лош резултат 2020 за изборите. Сите анализи на изборниот резултат 2020 година покажаа дека недостасувала вулгарност во нашата кампања. Како тоа го заклучивте? Со студија која имаме, што ме презентирал на медиуми. Сигурно не стоело вулгарност дека не буквално вулгарност. Баш на Цивил медија беше тоа презентирано комплетно како студија. Тоа значи дека чекај се, ти ги бркаш радикалните десничари, ние валјда. Не ги бркам, никога не бркам. Кого би да побуди внимание кон нас. Разбирам. Да ги забати рефлекторите кон нас. Добро. И тоа се практикува од 2021 до 2024. Добро. И што донесе тоа? Мислам, нови членови, интерес. Добивме факторизација во јавност. Конечно сватија дека постоиме како партија и дека имаме своји ставови и идеи. Ти требало да еден исчекор за да меѓутоа изгубивме на кредибилитет персонална, јас лично. Но тоа беше пресметна ризик и цена за да добиеме внимание. Имаше и друг варијанта како Љупчо Интегра да ветувате антигравитациони, како се кажа тие, безтежинска соба на Кокино. Да, меѓутоа брз воз од Македонија до Камчатка и така. Да, меѓутоа ние избравме заврши таа приказна брзо, така. Ние избравме оваа другата. Тој зема 12.000 гласа во 2016 беше? 12.000 гласа со тие. Тоа зборува дека дел од јавноста паѓа со твој вокабулар или И може би гласа па за онака знае дека прифатлив, да не одифира гласот, ќе го дајме на овај. Прифатлив е еден таков тип на вокабулар или популизам. Океј. Или популизмот е легитимна алатка. Или забавно име. Ја би рекол повеќе им е забавно. Во тој момент тоа им е забавно. И дава глас за нешто кој им е забавно. Ама политиката е многу сериозна работа. И воопшто не е забавно кога ќе отидете на некој симпозиум или некој си меѓународен форум за бизнис економија и кога X компанија ќе ви каже вие сте од Македонија, да, супер, баш ние донесовме одлука, нема да инвестираме кај вас следниве 4 години. Зашто? Бидејќи вие имавте таков и таков политички настан. Тоа воопшто не е забавно. Може би на граѓаните тоа им е забавно. Да гласаат за волунтаристи или по клучевски кажано шалабајзери. Ама воопшто не е забавно кога ќе влеземе во светот на сериозните меѓународни и домашни економски односи. Ова е вистински настан што се? Апсолутно, да. Зашто конкретно? Не можам да ги кажам компаниите, бидејќи не мора компаниите. Станува збор за еврејска инвестиција. Причината од пред неколку години кога тука мултиплицираше екстремниот исламизам и кога тука мислиш кон бегалците период или што? Власта СДСМ исламисти вадеше на пресконференции. Како на пример? Па лице кое било директно осудено за тероризам во Израел и учествувало во терористички напади, неговата сопруга која била на посета во Судан, ка Боко Харам, замислете. Мислиш на овој Јасмин? Кај личности што ги бомбардираше сега председателот Трамп сега за католички Божик.
кога тие лица ги гледаат на пресконференции и организираат клањање на площад Македонија и извикуваат да живее Хамас, не очекувајте дека една мултинационална компанија со доминантен еврејски капитал ќе инвестира во македонски во македонски туристички центар. Добро, ама од друга страна Во близината на Скопје. еден од најголемите музеи на Холокауст во светот е во Македонија. Неспорно. Второ, Градиме добри односи со Израел, се трудиме, неспорно, ова ви го спомнав намерно, само пластично да објасним на граѓаните колку е политиката сериозна. Разбирам, и колку бил несериозен Заев, и Димитар Ковачевски, кога на пресконференција на нивната партија ваделе такви ликови. Замислете што ќе биде ако јас на мојата на пресконференција на македонски концепт. Некој војвода со редени си вака. Не е војвода. Извадам некој кој повикува на не знам смрт на некоја држава или некој народ. Ужасно. Ужасно, нели? Ужасно, апсолутно. Во таа смисла јас имам одговорност како претседател на партијата кој ќе се појави на прес на мојата партија. Таква иста одговорност имал и Зоран Заев во тој период и Димитар Ковачевски. Таква одговорност денеска има и Христијан Мицкоски и подпредседателите негови. Таква одговорност има денеска и Филипче. Таква одговорност има и Димитар Апасиев и не знам кој да ги наредиме лидери. Максо или Димитриевски било кој. Значи дај. Треба да имаме мерки тука да одиме. Како ја цениш? Тоа создава сериозно проблеми денес и во нашите односи со САД. Ајде прво Тоа создава сериозни проблеми денес и во нашите релации со земји членки на НАТО. Океј. Ајде прво внатрешнава политичка сцена да ја оцениме каква атмосфера има. Ти си дел, нели, македонски концепт е дел од владината коалиција. Твоја Македонија. Има ли доволно диалог меѓу партиите? Треба ли да има на мислам, ајде, ова е помалку реторичко прашање, но треба ли да има повеќе комуникација и меѓу политички спротивставените страни? Пак ќе ја земам за пример таа лидерска средба на која што СДСМ реши да не учествува, бидејќи, цитирам, тие не седнувале на маса со криминалци и се обидувале очигледно до последно да ја растурат, а ден пред лидерската имал средба Венко со Али Ахмети. Сепак Али Ахмети се појави на лидерска, исто како и Ќе ви кажам повторно пластично. Апасиев. За ме разберат граѓаните. Гордана Силјановска Давкова беше кандидат за претседател поддржан од нашата коалиција. Да. Вклучително македонски концепт пред да подпишеме коалиција. Ние сме една од ретките партии која ја поддржа за кандидат и која не бевме уште беше промовирана коалицијата Твоја Македонија, не бевме уште бевме преговори. Меѓутоа таа има исклучително ограничена комуникација со би рекол политичката десница во земјава, а е под исклучително влијание на оние здруженија на граѓани кои промовираат родови идеологии, либерални политики, аудиња од Европска унија, средби со политички структури кои се на тотална спротивност во Европскиот парламент и во Европската унија од тоа што сме ние. Разбирам. Ја разбирам критиката, но може би да ми дам адвокат на Силјановска Давкова. Само да се доискажам. Но може би ве смета за мои, ваши, наши, не знам како да се викате, и дека затоа се среќава со другиот спектар. Тоа мултиплицираше до ситуација кога председателката во еден телевизиски настап се произнесе дека ја гледаме ние нината во коалицијата на волните. Ама тие ни го дадоа, подготвените, како си гата, Coalition of the Willing, така? Тие ни го дадоа на нас францускиот предлог. За таа зборуваме, of the Willing, така за Украина коалицијата. Да. Добро. Тие ни го дадоа на нас францускиот предлог на маса. Тие ни го дадоа, проблемот е што некој го прифати, иначе тие давале за давање чудни тие предлози. не оспоруваат како национален и како етнички идентитет. Не име гајле, Петар, тие само си гледаат да завршат работа, што е можно полесно. И тоа е во спротивност од нашите стратешки односи со САД.
Добро. Јас за тоа разговарав со министерот за надворешни. Ама во тие стратешки односи и преспански договор. Сега да бидеме честни. Пошто ме прашавте се за коалиционите односи. Океј, добро. Јас разговарав за тоа со министерот за надворешни Тимче Муцунски и се договоривме да действуваме коалиционо, ќе действуваме и со председателката, ќе отвориме оваа дискусија и на некој начин ќе гледаме да ги изнесеме аргументите на македонски концепт по тоа прашање, да ги ставиме на маса зошто се битни стратешките односи со САД во овие моменти на тектонски геополитички промени во светот, за да не ни се случи политиката да ни ја кројат аудиња кои биле на средба во Македонија. Него да не дозволиме повторно зајков волунтаризам ми е страв мене. Со мачкари, типот, со... Или волунтаризам од типот на Никола Димитров. Шалабајзеризам е подобар термин, бе, на Клучевски кажа. Он е во аудињата. Значи, да не ни се случи да имаме повторно изјави од типот на шарм дипломатија. Добра, ама ако Никола Димитров добие шанса тоа да го прави, кој ќе е за тоа крив? Ако тоа добие шанса тоа денес да го прави. Така е. Така, негово е да се понуди. Вината ќе биде во председателката Давкова, во премиерот Мицковски. Ако му дадат шанса, па така е. Ке Петар Боговски биде помала, пошто јас само ја поддржувам владата, немам владина функција. Океј, но тоа е. Но замислете, јас ако водам една институција и ако таму ја прифатам теоријата за шарм дипломатија, вината е во мене. И со патлиџаните. Или пиперка дипломатија. Тоа ќе биде во мене вината. Нели? Да, така е. Нема збор. Нели? Нема збор. И тука јас бидејќи крај крајва сметам дека човекот што го потпишал преспанскиот договор треба сериозни аргументи и тези против да се држи на многу безбедна дистанца од политика. политика. Не, има теорија за шарм дипломатија. Има теорија за хард дипломатија. Каква е таа шарм дипломатија? Чекај, Има теорија за аргументирана дипломатија. Каде постои во светот шарм дипломатија? Може ли некој ми објасни? И сега јас сум Мелони и Рама, што е шарм дипломатија? Не, јас сум приврзаник на ова аргументиранава дипломатија. Бидејќи хард дипломатија може да се дозволи Турција, Кина, Русија, Америка, Бразил, Индија. Тие може да се дозволат хард дипломатија. Ние аргументирана дипломатија. Да, бидејќи не сме политичка и воена сила. Шарм дипломатија може да се дозволи Луксембург. Може да се дозволи Белизе. Ватикан. Кој нема проблем со идентитети или оспорување, а кои уживаат во благодетите на фризон економија. И на нивните предци кои што биле колонизатори. Да не ги навредувам. навредувам. Не, ама овие од Бенелукс. Значи, во таа смисла, ние не сме во нив. Не сме ниту како овие другите. Немаме милијарда и пол жители. Добро, не сме Индија. Океј. Но можеме со аргументи добро да дискутираме. Во рамки на коалицијата, јас со Мицковски градиме едни односи како председатели на две коалициони партнери, аргументирани. Океј. И се држиме до тоа. Која имаш ли ти замерка за надворешната поставеност на Македонија во моментов за некој сегмент од нејзе? Чисто за да ти ги дознам сите ставови за да те прашувам. Може би имаме отворени дискусии за постигнати резултати. Добро. Но за компасот, за правецот немаме апсолутно, бидејќи компасот САД, Британија и Израел е апсолутно точен. Според мене во моментов таму треба да ја бараме заштитата на македонските национални интереси. Во тие правци. Зашто Израел? Бидејќи они имаат и искуство и опит како нас македонците, и имаме историско минато заедничко како би се подкрепувале, а они имаат и актуелни интереси во Европа и на Балканот, каде што Македонија ја гледаат како природен партнер. Не знам дали знаете дека кога цела Европа ги убивала евреите, заштита нашла во Македонија. И во таа смисла ние треба да наоѓаме и од минатото аргументи, секако
аргументите кон иднината се приоритетни, да не се лажеме. Секако дека романтизмот на Вудро Вилсон нема биде клучен во одлуките на Рубио или Венс или Трамп кон македонското прашање, зборува за Македонија, визави иднината. Okay, да, секако дека идните интереси ќе бидат клучни. Колку се промени светот. Меѓутоа, не треба ги забораваме и школото од минатото, кое треба да не биде водилка кон иднината. Народи што ја забораваа сопствената историја, се осудени да им се повторува. Че ние ако ја заборавиме нашата трагедија, етноцидот, направен врз нас во Егејска Македонија, ние сме осудени тоа да ни се повтори и во Вардарска. Добро, ама сега да те соочам со една контрадикторност тука, нели? За етноцидот огромна заслуга имаат и бомбардерите на британската кралска авиација. А токму тоа е школото. Сега да не се случат истите бомбардери, Б2 да дојдат на Скопје. Кога ние ќе бидеме поважен? Може не ме разбравте. Разбирам, но кога ќе бидеме поважен партнер на Британија, ние од Бугарија или од Грција? За да не ни се случи Б2 да имаме над Скопје. Океј, разбирам. Ме разбирате што е школата. Поважни партнери, еве, чуј сега. Бугарија да ја ставиме во равенката. Бидејќи анализираме турбуленции светски. Го поставив истото прашање. Зошто Румен Радев сега дава оставка, а Румен Радев не е познат како најпрозападниот политичар во Бугарија? Ќе ми дозволите да бидам малку... Повели сета слобода имаш. Малку воздржан околу информации конкретни, меѓутоа ќе го доловам тоа вака како порака. На моите последни средби... Прати ми ливче како Рубио на Трамп и јас гласно ќе го прочитам. Да, на моите последни средби во Вашингтон, претходната година, беше поставено ова прашање од моја страна. Одговорот е јасен. Влеговте во НАТО, добивте некаква заштита. Веќе Кипар нема некаква... Станете македонци, па дојдете на масата на рамноправните. Се додека во име на нас македонците. За ја узбориш? Зборува Белград, зборува Анкара, зборува Софија, зборува Атина, Тирана или било кој друг. Ние не сме на масата на рамноправните. Бидејќи нема потреба Трамп да седи да зборува со Петар Богоевски, ако Петар му дал активна легитимација на некој председателот на Турција Ердоган или на председателот на Грција, Бугарија или Србија, Албанија, Вучич или било кој. Да. Ме разбирате? Разбирам, да. Тоа што ќе се зборува со мојот газда. Да. Зошто би зборувал со неговиот измеќар. Така е. Значи пораката е таа на Вашингтон. Суверенизам. Апсолутно. И почит кој они многу ги имаат кон нашето длабоко културно историско минато. Они точно знаат кои сме ние, што сме и како сме. Но ние не се го почитуваме. Колку е глупаво еден американец да ме убедува колку сум јас значаен за светската цивилизација. Не, ние сме мало македонче. Не врска, тоа Тито ме создаде. Да. Разбирам. Тоа е мизерно. Тоа е ниско. Тоа е, како да кажам, толку се чувствувам понижено во такви моменти кога ќе слушам мои македонци тоа што прават, што ме прави да не се чувствувам ниту мотивиран да појдам повторно во Вашингтон и да говорам за македонските национални интереси. Петар, секогаш било така, знаеш, овде и во време ама не треба веќе да биде така. И во време на најжестоките пропаганди имало 2-30% што викале ние сме бугари, 2-30% што викале ние сме срби и 2-30% и кустор што викале ние сме македонци. Денес, не знам, идеолошки може да се поделбите, може да постојат, не знам, 15%, не знам колку се овие фанови на Филипче, да викаат мора да го смениме уставот ние и заштитен ни идентитетот, бидејќи ќе се направила дистинкција меѓу двата народи. Јас поглупаво нешто немам слушнато одамна. Вчера одамна. на сите телевизија слушав еден дечко од Слободна Европа, беше, мислам, кај колегата твојка Маријан Николовски гостин, од Германија даваше изјави, од Дојче Веле мислам дека беше. Не со него, Дојче Веле. Мислам дека Дојче Веле беше. Даваше изјава од Берлин. Дали човекот е при себе? Дали човекот живее во 2026 година? Дали човекот
е под дејство нечие, не знам. Но тоа што го кажа, А Борис Георгиевски беше Deutsche таква Welle. трагедија. Што кажа? Да го каже еден македонец. Па поради тоа што го кажа тој, ние имаме проблеми со нашата валоризација не само во Вашингтон, и во Токио, и во Пекинг, и во Брисел, па и во неговиот Берлин. Добро, не е овој Борис Георгиевски клучниот фактор, но ради тој наратив разбирам. Не разбирате што? Да, те разбирам. Проблемот Ова е емисија забележа дека пластифицирам се, за да ме разбери полесно граѓанството. како Трамп. Зашто кога зборуваме во ракавици, луѓето едноставно не разбираат. Еве да ме разберат попросто, давам и примери со личности, давам и пластични објаснувања за да се разбериме. Како ќе го издржиме притисокот кој што те е посилен, те попушта, зборува меѓу Америка и Европа. Нели, кажав, ќе сакам да зборувам и за глобалните текови, каде е нашето место тука. Да, се согласувам, ние треба да градиме најдобри можни односи на планетата Земја со Америка, но прашањето е како тоа ќе влие на нашите односи во Европа. Макрон може да си дозволи да се скара со Трамп и утре ден пак ќе оди таму и ќе си пуштат рака, овој ќе го повлече малце кога се поздравуваат. Ние не треба да бидеме Ама во ние вазалски... не може тоа да го правиме. Ние не треба да бидеме во вазалски односи со никого. Па ни со Америка. Да не се разбереме погрешно. Ние треба да имаме интегритет кон секого, вклучително и кон големите земји. Но треба да се водиме од собствениот интерес, од македонскиот интерес. И така да ги правиме работите да нашиот интерес биде број еден. И сега овој ќе ви го пластифицирам повторно. Ајде. Имаме владици. Добро. Кои не убедуваат. Добро пластифицирај го, те молам. Дека црквата Добро. е нешто наднационално. Дека е нешто над интересите на етникусите, нациите и така натаму. А етнофилетизмот што правиме? Само да кажам. Ајде. Но во исто време, кога ќе прашам тие владица ми дадат еден пример на една црква, они немаат. Почнувајќи од ромејската црква, од римската црква, која била државна институција, до денешните грчка црква, српска црква, руска црква, бугарска црква, кои се тешки етнонационалисти, од кај што извира нивниот етнонационализам. Како ние македонците да живееме во светот на бајките, за некаква си над црква, па само ние македонците нема да имаме право на етнички црковни прашања, визави сите овие и ние ќе бидеме тие кои се грижиме за некако си, не знам, тоа е утопија. Не разбирате, утопија е, имагинација, не е реалност. Истото е со меѓународните односи. Утопија е меѓународното право. Као што е утопија меѓународната црква. Утопија е приказната дека па ние ја добивме Грција на суд. Кај беше тој Макрон да ни помогне да се спроведат пресудите против Грција на меѓународниот суд, каде што Македонија се жалеше. Значи, немојте да живееме луѓе во утопија, да живееме во илузии, само ние македонците. Дајте да бидеме реалистични и да се водиме од нашиот себичен, имаме право да сме себични. Не знам дали само македонците живееме премногу во сме утопија. дале за интернационалата. Петар, нели мислиш дека и британците живеат во одредена утопија кога упорно дозволуваат прилив на луѓе кои што докажано емпириски на терен прават сериозни пореметувања на системот. Ама тоа левичарите. Ворете, левичари... Ама тие се трагедија за своите татковини секаде. Само кажам, не сме ние не левичарите лошите се трагедија и не сме ние не лошите на левичарите се трагедија и во Израел. Бараа да се предаде Израел се во последните случувања. Левичарите се трагедија и во САД. Види што прават во Америка против Трамп. Леви што прават, му прават протести на своите органи на редот, во обидот да ги уапсат убиците на жени и деца во Америка. Пази, левичарите протестираат против полицијата. Но тие веруваат која апси убици. Добро, види. Но значи, во земјата левичарите се трагедија и во Русија. Но имаат право левичарите се трагедија и во Јапонија. Ворете, но тие се имаат општа право. Трагедија. Ворете, ама имаат право да се такви. Океј. Па не знам колку има право. Па имаат. Меѓутоа,
кога зборуваме за нормални луѓе, за нормална димензија, за нормални односи, ние македонците толку сме напатени во историјата, и толчени, и тепани, и толку имаме настрадано. Да имаме право да бидеме себични веќе. Но дали ние се, знаеш што ми е чудно сега? И ние треба да си гледаме нашиот интерес. Светот се шокираше од состојба во која што ние сме целиот наш живот. Односно, ние постојано сме уценувани, сме добивале непристојни понуди, навредувани, понижувани. Тоа е до нас. Ние сме дозволени така. Добро, и географијата малце дозволила. Ако една дама добива непристојни понуди, верувам и до неја. Во ред, ама... Ниеден господин човек не си дозволува непристојна понуда кон пристојна дама. Се согласувам, но... Исто е и во меѓународните Ако се вратиш во 91 година... Ако ние сме достоинствени, Јас и со ти сме биле млади достоинствена тогаш. меѓународна политика, ниту една достоинствена држава нема да си дозволи недостоинствен предлог. Знаете зошто Макрон си го дозволи францускиот предлог? Бидејќи таму на маса... Што му ветија наши дека ќе го прифатат? Не. Бидејќи таму на маса имаше непристојни дами. Додуша едната келава дама, другата дама нашминкана, бујарче, но беа непристојни дами во наводници. Ако на масата во Париз имавме непристојни дами, господин Макрон си дозволи непристоен предлог. Ме разбирате? Да, разбирам, да. Па така е тоа. До представниците што ги гласа нашиот народ. Ја не го изгласав Димитар да биде таму на масата. Никој не го изгласа... Не, извини. Никој. 2020 победи заедно. Добро, но не победи Ковачевски. Да не се лажеме се. Okay, Јас бев учесник на изборите и против Мицкоски беше... и против Заев. Ковачевски беше октруиран. Имавме граѓански, македонски концепт беше граѓанско движење. Имавме граѓански листи, 100 кандидати за пратеници. 3000 гласа. Само во шеска немавте? Само во шеска. 3000 гласа. Христијан Мицкоски 300.000 гласа, Зоран Заев 350.000 гласа. Кој ги изгласа? Сега не се лажеме се. Сега го изгласа. Само сега... за Ковачевски ми беше само забелешката, но да, истата Ами се Димитар беше дел од владата на Заев, од екипата на Заев. Беше да заменик министер. Сега не се лажеме се. Одлуките ги носи народот. Така е, добро. Од демократијата. Народот има... Ја не бегам од тие одлуки, се соочувам со нив. И ги потенцирам, секогаш го потенцирам, јас не бегам од тие состојби, но сега кога ги констатираме последиците, дајте малце да помараме коренот. Кај Макрон Заев го пратија македонските граѓани. Бујар Османи го пратија македонските граѓани. Не го пратија Петар Боговески. Ако бев јас да разговарам кај Макрон, ќе му го кажев местото на Макрон кај му е и секако дека немаше тоа си дозволи француски предлог за мене. Ај се Или на господин Радев. Ќе му кажам дека тој колку е бугарин, ќе му кажам на господин Радев колку поголеми бугари имало во Крушево, ќе му ја објаснам него многу убаво историјата и неговото руско поведение и он нема да си дозволи втор пат да ме наречи мене поинако со македонец. Какви големи бугари имало во Крушево? Па такви кои што Радев не знае. Значи, јас ќе му кажам на Радев, ќе го научам од историја генералот. Пошто тој поќе знае да лета на руски авиони, но помалку знае македонска историја. Ја ќе го научам. Ама ако го пратиме Димитар, Илија Пасиев или Ковачевски исто, кои се романтичари во меѓународни односи, кои паѓаат на сказните на големиот Мао Цетунг, на големиот Ленин и Сталин, на не знам што паѓаат. На саем на вино во Белград. На саем на вино во Белград. И кои ќе отидат кај Румен Радев, они 8 уште потешка состојба со француски предлог, тука нема да донесат. Уште потешка варијанта. Полоша за нас етничките македонци. Според тебе, имаме ли причина да бидеме загрижени во некое време во иднина, иако еве сега на Давос малце ја смири топката Трамп, но генерално направи големо пореметување тектонско во светот, каде што едноставно на сите им стана јасно она што ние го знаеме. Ја се навратам на констатацијата од преска дека и сега сите Тукидид го цитираат, нели, големите народи, малите народи, нели, прават што можат, другите страдаат како што, односно оние што сакаат, овие што можат. Дали имаме ризик да НАТО во интра-НАТО потенцијален конфликт, нели се одам во екстремно некое сценарио во кое што може да си правиме ние сега анализа, дали Румен Радев сега излегува
ја напушта председателската функција, бидејќи е клучно епохално време или можеби има некакви сигнали и намигнувања од истокот, од Москва, за да направи партија да ја преземе, бидејќи јасно ти е дека ги победи на изборите во Бугарија Радев, само затоа што е различен од другиве. И ќе му дадат тие на Слави Трифонов, му дадоа шанса пред 4 години не на Румен Радев, кој што има висок рейтинг, бидејќи нели претседател салонец и е контра Македонија, со што нели едно големо милје во Бугарија го покрива. Со Радев на чело на владата на Бугарија, ние без никаква надворешна интерференца немаме шанса во тој спор. Теорија немаме. Ако работите ескалираат, има ли опасност од Бугарија кон Македонија? Ако не ескалираат работите, има ли можност некој да повлијае врз Бугарија за да ги коригира односите кон нас? Патронот на Берлинскиот, патронот, па и на Берлинскиот, но повеќе на Букурешкиот договор е Русија. И таа си стои на тие позиции. До ден денес не мрда. Во односите меѓусебни Бугарија и Србија апсолутно се почитуваат и си стојат на Букурешкиот договор. И меѓусебно се поддржуваат. Секогаш кога во Београд и во Софија ќе има проруски водачи или раководители, управители, властодржци да речем. Добро. Секогаш ќе има проблем Македонија и македонското прашање. Бидејќи патронот на проблемот е Москва. Секогаш кога ќе има во Београд и во Софија прозападни политичари, ќе биде поинаку. И тоа се докажало многу пати до сега. Радев спаѓа во милјето на тие левичари промосковјани. Тој може да биде како човек и најдобро намерен. Меѓутоа, кога ќе стигне писмето из Београду во Скопје на Лазо Колишевски или кога ќе стигне Гавари Радио Москва, тука имаш само поздрав и викаш разбирам. Кога на Радев ќе му стигне задолжението да се спречи проширување на ЕУ на Балканот, да се дестабилизираат НАТО односите, да се замрсат НАТО односите на Балканот, и при тоа да се употребат сите средства, вклучително и македонското прашање, и македонското отворено прашање. Тогаш Радев тоа само ќе го спроведи и ќе го употреби. Сега, ако Америка и и Русија... Ние имаме проблем со Москва. И ние треба тука да отвориме билатерална, директна комуникација со Москва и да се обидеме колку да се империалисти. Путин е десничар. Само да ти кажам, Путин ова твоја сака реченица... да ја возобнови руската империја. Ова твоја реченица свет е тоа. Утре ќе е во соопштение на СДС или задутре, не знам кога ќе се разбудат после Конгресот, ќе кажат антизападниот Богоевски, да. Осте ги СДС. Тие се изгубени чести. Но, утре ден, повторно... Богоевски нема комплекс за неговата определба и затоа може да говори комотно. Америка и Русија повторно утре ќе седнат и ќе прават муабет за некои делови од Европа. Ако сакаме. За зони на влијание. Правни сум или не? Во која зона на влијание ние ќе спаднеме? Ако сакаме, ние да го затвориме бугарското прашање. Добро. Ние треба да зборуваме со Москва. Може колку Вашингтон сака не може да да помогне. скокаат и да рипаат кој сака, решението е во Москва. Бидејќи бугаризмот како култура пред создавање на Република Бугарија воопшто како кралство, кнежевство Бугарија и Источна Румелија. Сега не раскажувам историја. Стојков, од вчера те молам да го погледнеш, фантастична емисија имаш. Убаво ме покажи во емисија една историска со него, сакам. Го почитувам човекот. Е создадена 1820 година во Петровград. Ние од таа национална руска доктрина не сме се поместили на Балканов уназад 200 години. И кусор. Поминаа 200 години. И 6 години така доаѓа, плюс. Да. Вредно е после 200 години да ги замолиме русите културно да разговараме по прашањето. Пак ќе повторам, српскиот свет
е обид за враќање на Српското кралство. Рускиот свет е обид за враќање на Руската империја. Вучич е десничар. Путин е десничар. Они се заљубени во нивните кралски амбиции и империализам. Но тоа не значи дека ние, од кој веќе имаме македонците своја држава, своје МНР, своје МВР, своја армија, имаме право веќе на масата, ако во времето не представувале туѓи представници на тие берлински, париски, букурешки конференции, конгреси и така натака, меѓународни, Истанбулска конференција. Сега не представуваат наши представници. Понекогаш го праќаме и Бујар Османи, нормално, пошто ние сме се уште македончиња, а не македонци. Американците ме викаат, кога ќе станете македонци со полнота, ќе дојдете во Вашингтон и ќе се решат работите. Има ли Америка интерес на Балкан? Апсолутно има. Сега, ние како македонци треба да седиме на масата и во Москва. Бидејќи на крајот светот го обликуваат истите две земји што го обликуваа во Јалта. Така, и сега во една Таму нова беше Јалта. САД Каде и ќе припаднеме? Русија, Тоа ми е прашањето. И присутна беше достоинствена Британија, која го изгуби своето достоинство и легитимитет благодарение на левичарењето. За што им прави? Сега, повторно на масата се Москва и Вашингтон. Добро. Се договараат, овие тука нешто пиштат, вриштат европјаниве, дигаат джева, прават глупости, па бегаат од Давос, со или без ночари, не е битно. Како и да е, повторно во тие центри е дискусијата. Сега имаме шанса и со двата центри, и со трет некој задутре. Јас се видов и со индискиот амбасадор. Дискутирав отворено за прашањето. И Индија е битен фактор на масата, со кој може да се дискутира. Значи, не треба да се воздржуваме да дискутираме со сите. Човекот е амбасадор во Софија. Затоа постои дипломатијата. Јас не смеам да го посетам во Софија, он дојде во Скопје. Црн печат имаш? Црн печат, да. Уште? Мислам... Да. Значи, во целата приказна, јас се обидувам да најдеме начин на едно достоинствено ниво, да му објасниме дека, ако не поќе, доста трениравте строгочу на нас. Сега се обратам вака од еден жаргон, нели, жаргонски малци. Излета сега, ај. Нели сега? Значи, окей, мали сме, малку сме. Многу сме ранети, имаме проблеми, ама не мора да бидеме секој за морчиња. Нели? И тоа треба да го кажеме на соодветни места, на соодветен начин, соодветно аргументирано, за да во овие нови геополитики и промени си најдеме нашето место под сонцето следните 50 години. Но може ли ја прифатиме? После 50 години пак имаме шења. Може ли, се разбира. Но може ли ја заклучиме дека на Америка, ова Америка денес, не знам како ќе биде за 3 години од денес и така натака, но Обединета Европа не е примарен фокус, односно приклучувањето на Македонија во Европската унија и на другите земји од западен, така наречен Западен Балкан, као комплетирање на европскиот проект, дека не е некаков си приоритет на Америка. Напротив, Трамп, охридски кажано, одремен не ги имават, односно јавно кажува дека ги презира. И во една таква ситуација, сакам да кажам, во една таква ситуација, дека ние не може да се надеваме на американска силна, жестока дипломатија, асистенција за малата Македонија да стане дел од европското семејство. Трамп е, прво, потекото од Трамп е европско. Добро, германец. Или германско-ирско нешто беше. Не е важно. Сите во Америка имаат европско потекло. Не знам дали знаеш што се пруси. Добро. И што се руси. Океј. И од кај доаѓаат називот нивни. Не знам од кај доаѓа. Само пластифицирај на кратко. Тоа е име за бели, смеѓи, плави луѓе. Добро. Македонски термин. Рус човек. Добро. Он е љубител на белазгиот род, на нашиот род. Он две жени има од тој род. Добро. Второ, неколку пати кажа дека Макрон му е симпатичен дечко. Че немој да тие гледаме работите така. Америка нема интерес од тоа
да изгуби Германија од својата сфера на влијание или Америка нема интерес од тоа да биде слаба Европа. Ама не ги губи од влијание, само се однесува со нив со уцени. Вика, нели послушате, добивате не се однесува со даноци. уцени. Се обидува да им каже дека последните 80 години Европа живееше без војни и комотна Ради Америка. благодарение на Америка. Океј, да, точно е тоа. Нели? Точно е, да. А овие почнаа да го забораваат тоа. Он само ги подсетува. Мали показни вежби, сакаш да кажеш? Така е. Ништо друго не прави На човек. Давос ја смири топката, го смири тонот. Не, ништо друго не прави човек. А претходно беше ке го Occupy Greenland. Па не е окупај Гринланд. Не, нема да биде, се разбира, ама Протек Гринланд. кога ќе го прашаа новинари можна ли окупација, викаше немам коментар. Се го објасни, ќе има некој тоа е- договор, вечен договор, нема да има рок на траење, кај што Не, ќе може тоа е- да прават што сакаат. Тоа е protection policy, не е occupy policy. Значи тоа е клучна разлика. Да. И ако ние влезевме во светот на волните, ќе влезевме во филмот со Occupied. Светот И на- ќе си насрадавме. На волните, на Значи, willing, на подготвени. дајте да одиме во protection policy, НАТО политика, имаме таму слаб представник, еден ден ќе даде Господ да имаме вистински представник во НАТО, не да имаме такво лице. Зборуваш за заменик генералниот секретар Да. или за амбасадор во НАТО? Не знам дали имаме амбасадор. За заменик генерален секретар. Значи Што и фали на еден ден ќе имаме госпоѓата вистински Шекеринска? македонски представник таму, вистински горд македонец таму, Може би беше македонка. лоша во одбрана, ама во НАТО сигурно е сега брилјантна. Па гледам НАТО со станоците. од кој појде таму брилираше. Нели НАТО. му трна на НАТО? Ете му трна НАТО, но како и да е. Во целата приказна ние да се вратиме на почетоков, да си го бараме македонското место под сонцето. И да оцитирам Рацин. За туѓи бели дворови да не си копаме македонски црни гробови. И веќе редно е да научиме лекцијава. Пиша на ние милион пати од македонски интелектуалци. Тоа е така, ама и во Бугарија истото си го викаат. Мора да се држиме цврсто. Тоа се нивна работа. Добро. Се ние нашево. Ама имаме малце, имаме кај што се мечираат, нашево. така, кај што се вкрстуваат. И треба да така си ја тераме работата, упорни да бидиме, досадни како муви, бидејќи нели ние не можеме да имаме такви бомбардери, Да. досадни како муви, за во таа мува дипломатија постигнеме резултати. Океј, би привршил пак со предизвикувачко прашање, поврзано е со начините на делување на американската политика, еве и од воен аспект, ако сакаш, или специјално воен аспект. Во 2000, веројатно 10-11 се спуштија невидливите Делта Форсови и го црпна Зоран Заев од нивите и му рекоа сега тебе ќе те спремаме за нешто големо. Заев тоа го толкуваше како повик од Бога, кој што го црпнал од нивите за да прави чудесни работи. На 3 јануар годинава вистински Делта Форс се спуштија во Венецуела и го црпна Мадуро од таму кај што престојувал, не знам, од некоја палата безбедносна, си го однесува во Америка да го судат наводно за наркотрафикинг и така натака. Во суштина, како што кажа Доналд Трамп, за да имаат пристап до најголемите резерви на нафта досега откриени во светот. Можно ли е некој таков повторно војни да гледаме пристап во Македонија, бидејќи те прашав преска, имаат ли тие тука интерес? Имаат и да, имаат и закон за Западен Балкан и така натака. За волја на вистината и во Македонија се појавија вистински Деа Форс, DA, да, може не Чипсио. Делта и го апсија на Зоран Заев другарно. Чипсио во Прилеп. Значи, станува збор за борба со трговија со дрога А тоа беше вистинска, да. Овде Трамп кажа која е причината. во светски рамки. Тоа е маски, тоа е како Путин што вика дека бил против фашистите во Украина и затоа војна им направи. Не е така. И во поглед на обидот на САД да се заштити од нападите врз нивната територија со шверцување на мигранти, искрено неверувам. носење на дрога, друга нелегална трговија дрогата во државата ја растураат, дрогата ја растураат службите во државата. Има и Америка, во секоја држава. Има едно правило кое вика вака: демократијата е наивна, но има право да се брани. Значи, САД, како демократска земја, имаат право да се бранат. И они се бранат.
Имаат ресурси, сили, се бранат. Ви кажат имаме И право треба да да се правиме бранат. што сакаме. Дали некој пат ќе се врати таа Исто- куртоазија истото- во дипломатијата, кај што беше не срамота, беше неприфатливо, вака брутално и директно да му се каже некому, слушај, што би рекол Вито Корлеоне, I'm gonna make you an offer you can't refuse. Ке ти го земам Гренланд. Бидејќи одеднаш, како Трамп да почна да се однесува како Путин во Украина, си го брани интересот, така? Не, ама не. Ајде направиме, може разлика ми направиш. Не. Меѓу Русија во Украина делувањето и Америка Не им го потезите во земаат. Латинска Америка и на Гренланд. Не им го земаат Гренланд. Добро ден. Гренланд Ама беше... и Путин нема да им ја земе Украина, ќе има територија што ќе е не. недефинирана. Не, се треба тука да се гледа малце подлабоко работа. Ајде, сакам. Данската неспособна левица им го понуди Гренланд на Кина. Како? Ги покани да градат огромна инфраструктура на Гренланд, ги покани буквално да играат клучна улога на таа територија. И склучи многократни договори. Немам информација за това, Америка реагираше долго време на тоа. Второ, Америка повеќе од 200 години се обидува да дискутира со европските партнери за Гренланд. Тоа не е ништо ново. Тоа е стара америчко-европска дискусија на кој спаѓа тоа парче од континентот. Дали е дел од американскиот континент или од европскиот континент. Според географијата е дел од американскиот континент. И тоа се стари дискусии, јас очекувам дека тоа цивилизирано ќе го разреши. И Канада е дел од американскиот континент, па се е суверена држава, има право на И сите сопствена држава. земји во светот се водат од собствените интереси. Ние сме дел од евроазискиот И континент. Русија беше во Ама, нели? И бега на Русија Азија. беше во Венецуела од своји интереси, и Кина беше во Венецуела од своји интереси. Така е, да. 70% од нафтата одеше во Кина. И Америка е од своји интереси. Добро, Нели? така е, да. Само методот е малку различен. Само што левичарите, како Димче, обраснаа дека пресветлиот, нели, Свети Мадуро е неправдан. Нема добри луѓе. И дека интересите на Кина и на Русија се оправдани во Јужна Америка, ама интересите на Америка во Европа, во Македонија или во Украина не се оправдани. Тоа е така и си 100% Значи, право. затоа- Не, тоа е така и си 100% право. Затоа тоа се шалабајзери, Но. или што ги викаат покултурните политичари, волунтаристи во политика. Тамам, ама сега ако прифатиме реал политика... Ако го гледаме македонскиот интерес, Само тоа треба да го гледаме. ние поддржуваме диалог, Но како низ призма на реал политик македонскиот че интерес? поддржуваме диалог, помеѓу Европа и Америка, Аха. Многу им е важно за нашето мислење. за наоѓање на решение за безбедносните прашања на северната полутопка или хемисфера, западната хемисфера на светот, во која спаѓаме и ние и сакаме да сме и дел, НАТО хемисфера заштитничка. Поддржуваме борба против меѓународната трговија со дрога, белоробје, органи и така натака. Тоа е супер, да. И како земја поддржуваме владење на правото, вклучително и меѓународното право, за кој бараме да важи еднаш и за нас македонците и нема да Македонија, важи, добро, да не важи знаем. само за другите. Океј, ќе бараме и нема да важи се до некој момент кога некој ќе реши дека ќе важи. И тука од сме, негови интереси. Се како што би ние да рекла дојдеме до таа точка. амбасадорката Агелер, рамо до рамо, ама не дотача рамото и на господинот бегалец Артан Груби, него рамо до рамо Македонија и Америка во заедничките интереси да го направиме светот подемократски, послободен и да владее правото подеднакво за сите, без исклучоци, и на тој начин да постигнеме сериозни резултати во македонско-американското партнерство. Што би рекле ние, Америка 352 милиона. Резултатите се следни. Ајде. Америка да ги испорача закаснатите опреми за Македонија веднаш. Има такви од одбраната? Не можам да говорам кој. Добро, предпоставувам, окей. Македонија да добие цени во наменската индустрија како Полска, како Чешка, како Израел. Македонија да се опамети како Чешка и како Полска и да се понаша како Чешка и како Полска и да станеме партнери на САД токму како нив
и да бидеме исто во Европска унија блиски пријатели со нив. И да тоа да. Со Полска треба да градиме најдобри односи што може. Треба да добиеме од Америка поддршка во меѓународната трговија. Тоа би може, да. Да добиеме поддршка во пристап до ресурси поевтини, поможност газ, веќе недостасува многу на економијата во земјава. Недостасува на заштита за здравјето на Скопје, ние умираме, живееме во буквално котел, живееме Скопје гасна комора, да ни помогне да се спасиме од гаснава комора во која живееме, а немаме пари да го дислоцираме Скопје. Македонски концепт имаше да еден предлог за Скопје 2, изvedба на Скопје од таа страна на Водно или понастрана во Свети Николско, ама немаме пари за тоа како држава. Значи има работи за кои треба стратешки да сработиме, кои се од екзистенцијално значење на нас македонците или македонските граѓани. Кога зборувам, јас знаеме сум за граѓански устав, кога зборам за македонци, зборам за македонските граѓани во целина. И тука имаше да сработиме многу и на крајот на краиштата одраз на или аргументи, неаргументи, оружје, инструменти во рацете на надворешната политика се внатрешно домашните прилики, внатрешните прилики. Економијата е таа која е аргумент за надвор. Ако ние сме, пак ја се изразам со еден народен речник, праспори овде, распаднати во државата, немаме ниту економија, ниту македонски производ, немаме ништо. Ем фукара, ем сикибујук. Да не бидам вулгарен, пријатели. Ние надворешно не можеме ништо да бидеме. Така? Да. Ние можеме да имаме чудо од надворешен политичар што ќе води дипломатијата. Може да го имаме Кисинџер да го воскресниме и да го ставиме МНР, или не знам Черчил да го воскресиме да ставиме шеф на МНР македонско. Они пак ќе имаат минимални резултати, бидејќи внатрешните прилики не ти даваат да имаш експанзивна, офанзивна надворешна политика. И затоа треба да си поработиме внатрешно, конечно, на македонски производи, да почнеме веќе да извезуваме македонски производи. Срамота што се случува, ние сме главно возници на храна. Ние сме во држава на која Господ не ни дал нафта како Венецуела, не ни дал друг тип на нафта, храна. А нашата нафта е позначајна и поскапа од венецуелската. И наместо ние да бидеме главни извозници на храна, Израел е извозник на храна во пустина произведува, врз бетонски плочи, сум го видел тоа лично како го прават, а ние овдека што да копниме, што да посадиме ќе нарасне, нас не мрзи и увезуваме патлиџани и пиперки. Срам за сите нас. Че ние прво треба да станеме извозници на македонски производ, па после да станеме извозници на македонски политики. И тоа оди паралелно, едно со друго. Ама желбата не е некоја друга. Инаку тврдам, секој што денес ќе купи 10 крави, за година дена ќе има сериозен профит, за 5 години ќе биде огромен газда. Ама... Да, меѓутоа, во исто време, јас ги посетувам македонските села, специјално за ги запознам нова тема, и они ми објаснуваат пластично, па на мене обратно. Ми пластифицираат каде е проблемот што они не може да постигнат производство. Сега ви кажам, во какви неприлики живееме ние. До крај само да... Ние сме единствената земја која има се уште статус со феудализмот. Ние се уште имаме договори каде што тутунските комбинати... Да, зборуваш за оние проценители и откупни центри. Тутунските комбинати ти даваат на тебе договор како тутунопроизводител и ти викаат мора да произведиш толку тони тутун со таков квалитет и можеш да ми го продадеш на мене, но во исто време ја не сум обврзан да ти го купам, не сум обврзан да ти го платам, ти не смееш да го продадеш на друг. И ќе ти кажам за колку пари ги го купам. Така е. Не директно, класичен феудализам. Значи, ние во Македонија се уште имаме феудални односи во аграрот. И за тоа е виновен министерот за земјоделие, нели? Ако е од ВМРО, нека биде и Свети ВМРО, ако сака. Така наречениот, демек, за да имаш сигурен откуп, во суштина имаш... Ние мораме да ги уредиме односиве.
да воведиме место феудализам и комунизам пазарна економија во аграрот и ќе видиш како тоа ќе експлодира и како ќе имаме масовно производство на земјоделски и сточарски производи од земјава и како тоа ќе станеме побогати како луѓе и како нација и како тоа младите ќе почнат да се враќаат на земјата и на стоката и како тоа ние веднаш ќе почнеме да имаме и повеќе детни семејства, бидејќи се потребни членови на семејството за тоа производство. На времето имале по 10 деца зашто имале потреба работна сила. Така е, но не само тоа, денес се потребна инфраструктура. Имаше понуди 100.000 евра за млади да се вратат на село, ќе се врати на село, ама нема школа за децата, нема амбуланта во близина од 10 километри. Не можам да се вратам јас во село и да произведувам патличани ако имам феудални односи со откупците. Ако некој ми зема мито во ИПАРТ. Добро, за патлиџан, еве една срекна приказна имаме од земјоделието. Тоа е Зоран Заев кој што нели одел во Горни Милановац и продавал ова и чекал камион. Ја знаеш таа приказна, кога чекал камион со лубеници за да легне да спие. Ако не бил комунизмот, и Зоки Заев ќе бил многу посреќен, до ден денеска ќе продаваше во Горни Милановац чушки френки и ќе беше може и побогат. Комунизмот е виновен, што такви како Зоран Заев ги направи премиери. Ги црпна. А не американскиот империализам. Тој систем кој ни беше нас наметнат од страна, ни го уништи семејството, традицијата, вредностите, вербата во Бога, производството. Знам дали знаеш, само од опиумот кој Јосиф Брз Тито го конфискувал, насилно го одзел, од македонскиот народ. Не го му текнало така, Петер? Он успеал да набави комплетна опрема за JNA. Добра, ама... Тогаш. Ние сме биле ризница на Отоманската империја. Извор на богатство за турските походи од тука. Значи, ние можеме да бидеме повторно, ама овај па за себе ризница. За Македонија ризница. Ние можеме повторно да станеме главни производители на тоа што ни го дал Господ. На наши производи. И да станеме еден од најбогатите народи и држави во Европа. Само треба да не сме комунисти, да ги отфрлиме феудалните односи, да станеме предприемачи, да станеме своји на своето и да станеме она што биле нашите дедовци. А тоа е вистински мажи. И ќе кажам уште една работа која морам да ја кажам. Германка која живее со 4 кучиња и германка која живее со 4 деца. Знаеш која е разликата? Првата има маж германец, втората има маж араб. Значи не е до германката, до мажата. Нашите дедовци биле поголеми мажи од нас денес. Нашиот пат на наталитетот е до мажите, не е до жените. Вината е кај нас, не е кај нив. И доста се оправдуваме со модерни жени. Малце да се соземиме. И во тие сите политики доаѓаме во непочитување кон странските фактори. Конкретно непочитување во овој момент го имаме со македонските шофери. Ако ЕУ нас не почитуваше, немаше да направи ситуација да денеска македонските шофери бидат половина избркани од ЕУ да не возат, а за кратко време ќе бидат избркани сите. Со нивната регулатива и нов начини на нели оние меѓугранични начини на регулирање на трговијата и на движењето на луѓето кои не сме земјични на ЕУ. Со визите нови малтене. Новиот визен режим малтене. Како е за авиосообраќајот, како е за водоводниот сообраќај, така треба биде и за сувопатниот за овој сообраќај земјен, кој ние, копнениот сообраќај, кој ние сме заинтересирани живо за тоа, бидејќи имаме 60.000 усти кои се хранат од тоа. Имаме 30.000 семејства или не знам колку илјади шофери имаме кои живеат од тоа, работат. Не може да биде исто да влезеш во Европа и да излезеш постојано на 10, на 5, на 20 дена или да бидеш таму повеќе од 90 дена. Да биде исто. Не е исто. Нашите шофери излегуваат и влегуваат во ЕУ.
и треба да добијат правичен третман. А ЕУ не треба да тренира строгочу, да се повторам пак на нас, и повторно ние да бидеме лошите, а во исто време да бидат супер саудиците, оние, се извинувам, оние суданците, сомалиците или оние од Пакистан, или од Афганистан, или сириците. Не може тоа да продолжи така. Не може Макрон да гради фер односи со нас македонците на таков начин. И тоа треба така да се разговара со Макрон, со фон дер Лајен и со другите таму првенци во ЕУ. Не може. Не бива таа работа. И те работи мора да се регулираат сега и веднаш. Не може ние да преговараме за европски интеграции во ЕУ. Најстарата земја членка сме што преговара со ЕУ. Први преговаравме со ЕУ и останавме последни да преговараме со ЕУ. Турци. Ексит. И не може ние сега да бидеме во ситуација кај што ќе бидеме буквално избркани од обичниот бизнис соработка со Европската унија. Тоа ние зашо преговараме со ЕУ, тоа зашо разговараме, кои се те партнерства со ЕУ. Во однос на камионџиите согласен апсолутно мора. И решението е тоа, инвазивна, интензивна дипломатија. Ама не шарм дипломатија. Никако шарм. Аргументирана инвазивна дипломатија. Ама за да имаме таква, ни треба домашен притисок и домашна подкрепа. За тоа, пак речам, ни треба стабилни внатрешни односи во македонското општество. Благодарам на одвоеното време. Секогаш е интересно да се слушнат твоите ставови. Како нова ќе реагираат политичките опоненти или пријатели, ќе видиме од утре до следното гледање. Проложи со грижата за себе, проложи со развивањето на политичката мисла, па се гледаме во следна прилика. Благодарам на покана. Благодарам и вас и на вас што останавте со нас до самиот крај. Следна средба четврток по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро mek Македонијо, главата горе.